да е извор, браќа и сестри, ќе рече човек ќе пресуши. Зашто многу извори сме виделе, особено пак во наше време, кога се менува структурата и на земјата, пресушуваат. А река дури да е, и река ќе пресуши. Море е дел од океанот, ама океанот никогаш не може да пресуши. Не може да пресуши до крајот на светот, велиме, инаку и тој дури ќе пресуши кога ќе заврши да постои земјата. Ова себо го зборувам за богословието на Свети Атанаси. Свети Атанаси е еден океан на богословието. Затоа е наречен велики. Нема многу велики во црквата. Пред некој ден говорев за тоа дека нема многу богослови во црквата со името, нема многу ни велики. Знаете, Александар го викаат велики, треба да е велики, зашто тогаш се ценела таа способност на војсководење. Во замена кај нас често пати ќе слушаш Александар Македонски. Александар Македонски имате, некој ме вели во Македонија има 15.000 и уште во другиот дел на Македонија, во Грција, нека има и малку повеќе. Гледате колку има Александар Македонски. Александар Велики е само еден. Ова сите го зборувам во контекст на Атанаси Велики. Атанаси има презиме Александриски, зашто бил епископ во Александрија, денешен Египет. Ама владиката го добива презимето во суштина во градот каде што е епископ, како што јас да кажеме сум Крушевски. И презимето ми е Крушевски, мене познато ми го направија презимето Франишковски, и то не е погрешно, зашто и по презимето се распознава некоја личност. Меѓутоа, Атанаси покрај што Александриски, тој е и велики. Велики е заради смислата на богословието која ни ја покажа. Направив консултација минатиот пат кога слушав овде, значи минатата година, сум зборувал за тоа како се бореше Свети Атанаси против аријанизмот. Меѓутоа не е само таа негова најглавна дејност. Една голема суштинска дејност има во тоа што ни разјасни во кој е единството на Отца. Една подкаст го викаат тоа на интернет, значи како телевизија, муслиманите во Македонија прават, диван се вика. И сакат да докажат како Светото писмо и Стариот и Новиот Завет зборуваат за еден Бог, за Аллах. Во суштина многу векови предни Свети Атанаси не само Светото писмо ни покажува еден е Бог. Ама во кој е тој еден Бог? Тоа е најважното прашање. Единството на Бога кој ние го славиме како Тројца е во Отца, не во суштината. Тоа е и суштинска разлика меѓу православните и римокатолиците, да не речам и друговерците, да не речам и муслиманите. Значи, ние имаме еден Бог, Аллах нека се нарече, ама ние го нарекуваме тој еден Бог Отец. Тој еден Бог го раѓа Синот и го исходи Духот Свети. Ете, тоа е суштинската заслуга на Свети Атанаси, чија теологија понатаму е разработена од кападокиските оци,
како што е Василий Велики, Григорий Богослов, Амфилохи Икониски. Тие се кападокиските оци. Меѓутоа, предходно пред нив уште дава значење на единството на Бога Оца Свети Атанаси. И тој вели, единството на Бога е во Отецот. Сега, она што ние, земните личности, често пати го пребидуваме прашањето или немаме соодветен одговор и потребна ни е помошта вака од Свети Атанаси на прашањето дали можеше синот да не се роди. Оти велиме Бог е слободен. Бог е Отец. Ако ние луѓето толку инсистираме на слободата, колку повеќе Бог е слободен. Меѓутоа, заслугата голема на Свети Атанаси е тоа што ни кажува дека кај Бога слободата не е избор. Ние можеме да бираме меѓу едно, друго, трето, петто, десето. А Бог што да бира кога нема пред себе ништо друго створено како ние што имаме? Нема што да бира. Тогаш како е слободен, ќе рече човек? Па слободен е затоа што слободата кај Бога е секогаш да и амин. Отецот иницира, Синот вели да, амин. Ако рече не, Бог не постои веќе. Зашто Бог може да постои само како да и како амин. Не може поинаку да постои. Односно, нема што да бира, нема услови да биде некаква работа, ќе купи пиперки вакви или онакви. Нема за Бога. Бога нема ништо. За можете да го замислите ова преубава природа што гледаме, не е створена, а Бог постои. Значи нема што да бира. Ако нема Господ што да бира, тогаш, значи, упорно го поставуваат некои прашањето, па дали е слободен. Па ние сме само луѓето навикнати слободата да доживуваме како избор. Може ова, или може трето, или може пето. Кај Бога нема таков избор. Кај Бога слободата е да, ама тоа да се поистоветува со љубовта. Отец го сака Синот и Синот го сака Отца, и Отец го сака Духот Свети и Духот Свети го сака и Отца и Сина. Тоа е нешто суштински важно што ни го носи Свети Атанаси Велики. Затоа е велики. Затоа треба, браќи и сестри, да ги истражуваме оците кои не задолжуваат во црквата. Црквата е, како што реков, малку да речам извор, малку да речам река, море, туку океан на мудрота и на богославијата. И да црпиш и никогаш нема да исцрпиш. Затоа што е океан, океанот не може да го исцрпиш, а стави го во чаша океанот. Или со чаша да го исцрпиш океанот, колку чаши ти требаат? И пак нема да завршиш работата. Тоа што ни го дава Свети Атанаси не задолжува сите. И затоа, јако во оваа мала црква служиме, сите да бидеме свестини на колкава величина сме повикани. Затоа што често пати народ, и убаво е тоа, неко критикувам тоа, ги слави светителите што мисли дека му помагаат. Му помагаат во подобар живот, да не биде во лошо здравје или не знам што. И ги слави тие светители. Ама овие светители, без овие светители нема да постојат ни од тие другите, што не исцелуваат, што ни прават одредени угодности.
затоа што овие длабочини, ако не ги откриеше човечкиот род, ние ќе биеме мизерни суштества. Баш додека патувавме и кога гледав овој целиот регион, стално тажен сум кога поминувам по овој пат, зашто толку недоприна природа, а од друга страна необработена. Да знае да е свесен народот какво бесцен богатство има тука ќе си живее. Нема да оди во големите градови или ќе да бега надвор од државата. Изборувавме за грчката митологија по патот. Таа грчка митологија создавана е со векови, то не седнал некој ајде да напише и сега ќе имаме приказни ние од грчката митологија. Туку таа векови, еден на друг пласт се насложувала и се создавала. Имаме богатство од искуства, тоа затоа што не еден човек во едно време, во една епоха кој живеел и седнал да го напише тоа, туку многу векови се собрани во тие приказни митолошки, но и тие се поучени. И тие јако се за други богови, за богови кои не постојат, меѓутоа мудрост на приказната на митологијата не е погрешна, таа е упатува на добар правец, да станеме подобри битија, какви што уште пред Христа луѓето кои не знаеле за Христа се труделе да бидат подобри. Така е создавана и митологијата. И денеска некој нас на православните да ни речи Светото писмо ви сведочи за еден Бог, а вие славите 3 Бога, ако не познаваме, ќе се засрамиме, ќе ни покаже, овде вели еден Бог, на друго место вели еден Бог, еден Бог, па и заповеста верувај во ние веруваме во еден Бог и символот на верата кога го читаме велиме во еден Бог. Ама кој е тој еден Бог? Тој е Бог Отец, еден е Отец и секогаш да имаме представа за тоа дека кога велиме еден Бог, мислиме на Отца. Еден е Отецот кој го раѓа Синот и го исходи Духот Свети. Ако сака некој нека го нарече Аллах, ако сака кој некако нека го нарече, меѓутоа за нас е Отец. Зошто? Зошто раѓа? Раѓа Отецот и го исходи Духот Свети. Ете, тоа е големата и огромна заслуга на светиот Атанасий Велики. Затоа сме повикани овие тајни да ги знаеме, зашто ни се откриени и тоа не од вчера, не од завчера. Ние трчаме по некои информации што ќе ги најдеме од вчера и од завчера. И кажуваме на интернет сретнавме вака или сретнавме онака. И големите чуди тоа ќе помине, ќе замине. Велиме како извор што пресушува. Ама ова не пресушило 18 века. Ова што го зборуваме 18 века, знаете, колку се 18 века и не пресушило и нема да пресуши. Дократно се зашто не постои нешто што е подлабоко. Ние го кажува односот на Отецот и на Синот. Нешто што никој не го видел. Значи, откриено му е нему на кој начин Господ му го открива, зашто го избрал баш него. Тоа друга прилика можеме да зборуваме, можеме да си нагаѓаме, можеме. Ама тој е преку кого доаѓа ова длабоко учење. Затоа Атанасий е велики. Велики, каквито нема многу, рековме во црквата, неколку луѓе се велики, како што се и неколку луѓе со презиме Богослов. Затоа е Василий Велики извор на нашето целокупно живење во црквата. Презесте како Господ, меѓутоа
тој ни го доближува нашиот Бог, ни го доближува да го познаваме, зашто ние луѓето сакаме да ги познаваме работите. Еден обичен учител да е, па ќе се интересираме кај се родил, со кој се дружел, како ја поминал младоста, не знам како се однесувал во незгодни ситуации. А камоли оваа ситуација за Бога, па сигурно ќе не интересира. И тоа е добро да не интересира, меѓутоа со големо внимание да ги следиме сите тие Божји откровенија кои се јавуваат вака преку големите светители на црквата. Милоста Божја нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.